Добро вечер, почитувани гледачи. Вие го следите третиот дневник на К3 телевизија. Еве што издвојуваме. Кумановци пијат квалитетна вода. Македонски пратеници дебатираат за политичката култура во Европскиот парламент. Грците се молат кај европејците. Куманово пред бугарски предизвик. Кумановци може да се пофалат дека пијат квалитетна и хигиенски исправна вода за пиење, која ги задоволува критериумите според правилникот кој е веќе постоечки во Република Македонија. Во посета на филтер станицата имавме можност да го проследиме процесот на преработка на водата, кој се одвива во 4 фази. Маја Денчевска. Современото водоснабдување во Куманово започнува со изградбата на првата фабрика за преработка на водата, популарно наречена филтер станица или филтерница. Во склоп на фабриката работи интерна лабораторија со современа апаратура за следење на квалитетот на процесот на пречистување на водата, вели Тања Томиќ. Овдека се вршат проверки на водата од два аспекта, од хемиски и од микробиолошки аспект, а покрај тоа што контролата на водата се врши со наше 24 часовно работење, значи постојат и други институции кои го контролираат квалитетот на водата. Тоа е Институтот за јавно здравје во Скопје, каде периодично се носат анализи за проверка на квалитет на вода, Републичкиот хидробиолошки завод, како и Центарот за јавно здравје во Куманово, кој врши неделни проверки на квалитетот на водата и тоа се земаат примероци, значи не само од фабриката, туку примероците се земаат и низ дистрибутивната мрежа, низ одредени пунктови. Кај водата се знае дека не постои прв или втор квалитет. Финалната или преработена вода мора да биде безбедна, хигиенски исправна за пиење за здравјето на сите луѓе, додава Томиќ. Значи според сите оние анализи што се направени кај нас, анализи направени од овие институции што ви ги наброев, градот Куманово пие сосема безбедна и чиста вода. Тоа го покажуваат и сите резултати и анализи добиени од овие званични републички институции. Градот Куманово се снабдува со вода за пиење од двете акумулации од Глажње и Липковско езеро и како таква се преработува во фабриката за преработка на вода во 4 фази, со химикалии, таложење во таложници, филтрирање низ песочни филтри и собирање во резервоари и нејзино хлорирање и дистрибуција до сите потрошувачи низ градската мрежа, објасни таа. Вклучувањето во политиката за жените представува сериозен предизвик. Недостатокот на самодоверба е една од најчестите причини поради кои жените не сакаат да се вклучат во политика, покажува истражувањето што го спроведе невладината организација Реактор, кое беше презентирано на денешната работилница во Куманово. Невладината организација Реактор во соработка со француската амбасада спроведе истражување за улогата на жените во политиката на локално ниво, со цел да се утврдат општини во кои што жените би имале повеќе можности да бидат поактивно вклучени во политичкиот живот. Наодите од ова истражување беа презентирани на трибината што се одржа во просториите на општина Куманово. Целта на нашиот проект е да успееме за следните локални избори во 2017 година да се зголеми бројот на жени градоначалнички, бидејќи сметаме дека актуелната бројка од 4 градоначалнички од вкупно 81 општина не е доволна бројка. Родова нееднаквост постои на сите нивоа во власта и покрај тоа што жените се многу потранспарентни како политичари и имаат моќ за промени. Она што е, да речем, како клучен навод е дека жените приоритизираат различни прашања од да речем, во споредба со мажите, значи жените многу повеќе приоритизираат прашања и проблеми врзани со инвестиции во социјалниот капитал, значи амбуланти, градинки и слично, и меѓутоа имаат и различни приоритети во инфраструктурните инвестиции, например повеќе се залагаат за изградба на водоводна мрежа, например наспроти патишта кои што доминираат кај мажите советници, значи од една страна имаме различни приоритети, од друга страна имаме различен стил на водење на политиката. Повисоки квалификации во смисла на степен на образование за кандидатура, повеќе внатре партиски непријатели, се само дел од проблемите со кои жените се соочуваат.
Партиската култура, која се уште е доминантно машка, го отежнува вклучувањето на жените во политиката. Иако и мажите и жените веруваат дека имаат исти компетенции, сте подготвени да одговорат на прашањата, сепак и мажите и жените се согласни дека партиите се уште имаат недоверба дека жената на исто рамниште ќе ги вршат тие функции, и од тука многу помалце ја кандидираат, односно постоја, да речеме, некој не пишани квоти за мажи се уште во политиката. Недостатокот на самодоверба е една од најчестите причини поради кои жените не сакаат да се вклучат во политиката, која што за нив представува сериозен предизвик. За да успеат, потребна им е целосна поддршка од семејството, околината и од целото општество. Генерално добро поминала преработувачката индустрија на зеленчук во Куманово, иако примарното производство претрпе штети изминатата година. Од кумановската фирма вела дека полека се подготвуваат за престојната сезона и дека годинава ќе пробаат нови сорти кои потоа како преработени ќе се најдат на кумановските и воопшто на македонските трпези, како што е туршијата и зелката. Генерално добро поминала конзервната индустрија во Куманово за изминатата сезона, велат представниците од индустријата од Кумановско. Годината била послаба во однос на примарното земјоделско производство, поради неповолните временски влијанија. Сепак она што е произведено и што е преработено, е продадено. Порастот на домашниот пазар пред се произлегува од зголемените потреби на потрошувачите за зеленчук и промените на навиките на населението, но и од навлегувањето на синџури за трговија на мало во Македонија. Со преработката, со конзервирање на зеленчук, тоа завршивме добро, затоа што имавме помали приноси, квалитетот беше добар и така да имаме добра година, генерално. Во житарица води до кај 150 тони, додека имаме и градинарско производство. Од тоа имаме само црвена пиперка продадено околу 100 тони во преработувачки капацитети, а кај нас целото производство што преработуваме од наше производство и тука имаме некоја количина околу 100 тони. Од Кумановската фирма за примарна земјоделско производство и преработка вела дека најбитно за пазарот е добриот квалитет на понудените производи. Арсич додава дека сепак неможноста да се постигне посакуваната и потребната количина на производство го ограничува пазарот на домашно ниво. Само здружени земјоделците можат да освојуваат поголеми пазари. Да кажеме, за Македонија атрактивно е источниот пазар, Русија. Таму за да настапиме мора генерално земено може цела конзервната индустрија да се собере воедно и да настапи како еден производ. Кога ќе се направи споредба, за Арсич подобри услови за работа има во примарното производство, кое е и покрај ризиците и поисплатливо. Практиката на фирмата на овој бизнисмен покажува и поголема бројка на вработени во примарната дејност, а помала во преработувачката. Потешки услови се, значи, конзервната индустрија е потешка, преработката. Затоа што примерното производство зависиш од надворешно влијание, но сепак имаш ризици, ама има и поголема добивка, додека во конзервното тука имаме значи нелојална конкуренција и многу мали се маржите за работа. На ниво на државава преработувачките капацитети произведуваат околу 45.000 тони преработки годишно, со што ги искористуваат само 35% од капацитетите. Македонија располага со одлична клима и услови за развој на примарно земјоделство, а со тоа и на преработувачката индустрија. Незагадена почва, добри вештини и специјализирана производствена традиција се предностите на кои треба да се потпира македонската преработувачка индустрија. Работодавачите кои ќе вработат млади лица до 35 години ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок и придонеси во рок од 3 години. Тие ќе имаат обврска да го задржат работникот уште една година. Ова е една од новите мерки кои од Битола ги објави премиерот Никола Груевски. Имаат за цел вработување на една широка категорија на граѓани и намалување на невработеноста. За работодавачите кои ќе вработат лица на возраст од 35 до 50 години, а кои биле 10 години без работа, ќе бидат ослободени од персонален данок и придонеси 5 години со обврска уште една година да го задржат работникот. Оние кои ќе вработат лица над 50 години ќе бидат ослободени од персонален данок и социјални придонеси 5 години без обврска после тоа да ги задржат вработените. Оваа мерка ќе се однесува и за оние кои ќе вработат лица над 58 години.
Тие фирми ќе бидат ослободени од персонален данок и придонеси, односно до пензионирањето на тој работник. Оние работодавачи пак кои ќе вработат лица од ранливите категории како што се самохраните родители, лицата од еднородителски семејства, оние со 3 или повеќе деца, ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок и придонеси во период од 5 години без обврска да ги задржат вработените. Ако за 11 месеци, значи неполна година, со мерката за лица до 29 години, со плаќање на придонесите за само една година, плюс уште една да ги задржи, се вработиле 7400. Можете да замислите колку нови работни места ќе се овозможат со цела оваа палета на мерки што денеска ја соопштив и што владата ќе почне да ја спроведува веднаш за неколку месеци, односно некаде од мај-јуни. Со мерката за вработување на млади до 29 години по овој принцип се вработени 7400 лица за 11 месеци. Со новиот план за намалување на невработеноста во 2015 година ќе бидат опфатени повеќе од 16.000 невработени. Се очекува да се отворат околу 8200 нови работни места. Центарот за вработување во Куманово активно спроведува низа активности со цел што подобра информираност на невработените лица за тековните огласи за работа, но и за актуелните мерки за вработување. Во моментов Центарот брои 11.000 активни и 9.000 пасивни баратели на работа, а кои имаат можност за сите новитети да се информираат на мотивационите средби. Центарот за вработување освен Куманово ги опфаќа и општините Липково и Старо Нагоричане, според податоците со кои тие располагаат, гледајќи го бројот на активни и пасивни баратели на работа. Бројката од 187 работодавачи кои имаат понуден оглас за работа е релативно мал процент. Освен активните огласи за работа, во тек се и мерките за самовработување како една од најатрактивните. Центарот за вработување покрај редовните активности работи и на спроведување на оперативниот план на владата на Република Македонија, кој е преточен во мерки. Во тек е мерката самовработување со грант од 3000 евра или 185.000 денари. Имаме апликација на околу 100 заинтересирани лица. Најдобрите бизнис планови ќе се селектираат. Тренчевски додава дека Центарот активно спроведува средби и мотивациони обуки со невработените лица, со цел што подобро да се представат при конкурирање за работа. Една од активностите на Центарот е и мотивационите обуки. Значи ги повикуваме лицата во нашиот работен клуб, ги мотивираме за работа, значи мотивациони обуки, ги пишување на мотивационо писмо, представување пред работодавачот, се со цел да се направи што поквалитетно представување на невработените лица кај работодавачите. Само за подсетување, освен активната мерка за самовработување и вработувањето до 29 години, со која се вработија 7400 луѓе, деновиве беа презентирани нови огласи за вработување на лица со над 35 годишна возраст, како и вработување на лица кои се приматели на социјална помош и доаѓаат од најранливите категории. На иницијатива на членовите на неодамна формираниот локален младински совет при општина Кратово беше одржана трибина за промоција на мерките за вработување и самовработување на лица до 29 години. Во рамки на активностите на локалниот младински совет на општина Кратово беше одржана трибина за промоција на мерките за полесно вработување на младите лица. На истата присуствуваа директорот на Центарот за вработување Кратово и директорот на Центарот за социјална работа при општината, кои подетално ги појаснија активните мерки за вработување и самовработување на млади лица до 29 години, подржани од владата на Република Македонија. На трибината беа промовирани целите на неодамна формираниот младински совет, кој ќе работи за унапредување на положбата на младите и решавање на нивните проблеми. Ние оваа трибина воедно ја искористивме и за промовирање на локалниот младински совет, кој што неодамна беше формиран во Кратово. И исто така упативме еден апел до сите млади во Кратово, за да ги споделуваат идеите со нас, со локалниот младински совет и да сметаат за наша поддршка за реализирање на истите. Членовите на локалниот младински совет упатуваат апел до сите млади лица во општина Кратово, своите предлози и идеи да ги споделат со членовите на советот со цел да се овозможи квалитетна младинска политика на локално ниво.
Локалниот младински совет ќе расправа на седници на советот на општината Кратова и ќе се залага за решавање на прашања кои што ги засегаат младите лица во општина Кратова и заедно со советот на општината Кратова ние ќе расправаме, ќе дебатираме и ќе предлагаме идеи на младите. Советот е формиран од страна на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Две ученички од гимназијата Гоце Делчев учествуваа на меѓународниот надпревар за научно-истражувачки работи по светска уметничка култура, литература и историја, кој се одржа во Санкт Петербург. На надпреварот биле презентирани проекти со кои се промовираат убавините на Македонија. По втор пат ученичките од гимназијата Гоце Делчев учествуваа на меѓународниот надпревар за научно-истражувачки работи по светска уметничка култура, литература и историја. Надпреварот се одржал на 14 март во Санкт Петербург, а проектите биле презентирани преку видеолинк. Надпреварот тече во 3 етапи, значи бара долга подготовка. Првата етапа е во декември, каде што ги поднесуваме подготвените проекти и комисијата ги разгледува, има селективен карактер. На втората етапа се врши заштита на проектот и веќе на трета етапа е директно вклучување преку видеолинк со презентација на проектот и заштита пред комисијата и пред учесниците од Русија кои се таму, каде што секој од учесниците има право да постави прашање за тоа што го заинтересирало од изгледаниот проект. На надпреварот учествувале Драгана Јордановска со проект Древна сила на мегалиската обсерваторија Кокино и Јасмина Станимировиќ со таинствениот свет на кањонот Матка. Ученичките со помош на своите проекти направени на руски јазик ги презентирале убавините на земјата. Сметам дека е голем предизвик за секој млад човек да даде придонес во презентирањето на убавините на својата татковина. Тоа беше главната цел зашто решив да учествувам во надпревар. Овие 7 години што го изучувам рускиот јазик, добив една цврста основа која што ќе ми послужи во понатамошниот период, бидејќи одлучив да студирам во Русија, па така да ќе имам многу полесноти за студирање таму. Учениците кои го изучуваат рускиот јазик постигнуваат добри резултати на државните надпревари, а со тоа земаат и активно учество на меѓународните надпревари кои се одржуваат во Москва. Екипата на Македонија представува само јас и во толка мислам дека ги оправдав очекувањата на професорката, бидејќи во толку силна конкуренција успев да го освојам третото место. Изминативе години учениците од Кумановската гимназија освоиле 12 државни и 25 меѓународни награди за учество на 3 различни надпревари во Москва и Санкт Петербург. Пратеници од редовите на ВМРО, ДПМН и СДСМ денеска и утре во Брисел, во Европскиот парламент, за прв пат ќе соочат своите аргументи во рамки на семинарот на тема Развој на политичка култура и зајакнување на политичкиот диалог за одржлива демократија. Виолета Зафировска. Подпредседателот на Македонското собрание и пратеник на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски од една страна и Радмила Шеќеринска и Лидија Димова, представнички од СДСМ од друга страна, заедно со пратеникот Љубомир Јосифовски од НСДП ќе земат учество на дебатата која организира Европскиот парламент со цел развој и зајакнување на политичкиот диалог. Освен подпредседателот Милошевски, Шеќеринска и Димова, на овој семинар ќе присуствуваат и Талат Џафери од ДУИ, Љубица Боралиева, независна пратеничка и Имер Али од ДПА. Заедно со македонската парламентарна делегација во Брисел и генералниот секретар на Собранието на Република Македонија, Жарко Денковски. Тие ќе дебатираат за политичката култура на овој меѓупарламентарен семинар со пратеници од другите земји кандидати за членство во ЕУ и со европратениците. Оваа дебата за прв пат ќе ги стави на иста маса пратениците од ВМРО, ДПМН и СДСМ, откако социјалдемократите одлучија да го бойкотираат македонскиот парламент поминато годишните парламентарни избори. Македонија полека се враќа на предкризните стапки на економски раст. Домашното стопанство закрепнува од кризата. Индустриското производство 17 месеци поред е во позитива. Невработеноста се намалува, а се подобрува деловниот амбиент, како и странската побарувачка.
2014 ја завршивме со економски раст од 3,8%, а за годинава и Централната банка и владата очекуваат растот на бруто домашниот производ да достигне 4 или нешто над 4%. Ова е сосема реална проекција, вели универзитетскиот професор Сашо Кошухаров. Иако потсетува дека креаторите на економските политики лани одеа со подпредпазливи прогнози, кои потоа беа надфрлени. Главни двигатели на економскиот раст се очекува повторно да бидат странските инвестиции и капиталните проекти. Државата е влезена во сериозен инвестициски циклус кој опфаќа изградба на 3 автопати, магистрални, регионални и локални патни правци, изградба на железницата и негасоводниот систем, вложување во образованието и во здравството. А во реализацијата на овие проекти се ангажирани голем број домашни фирми и домашни работници. Намалување на невработеноста и раст на економијата на Македонија прогнозираат сите релевантни меѓународни финансиски институции. ММФ оди со проекција за раст од 3,6%, а Светската банка, ЕБОР и ЕК ни прогнозираат раст на бруто домашниот производ од 3,5%. Од ноќеска малопродажната цена на дизелот се намалува за 2 денари. Така одлучи регулаторната комисија за енергетика, која ќе изнесува 53,50 денари по литар, а цената на бензините останува иста. Регулаторната комисија за енергетика одлучи за нови цени на горивата. Малопродажната цена на евродизелот од ноќеска на полноќ се намалува за 2 денари и со таа нова цена ќе изнесува 53,50 денари за литар, додека цените на бензините остануваат исти. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика, цената на Евросупер БС 95 изнесува 67,50 денари за литар, а на Евросупер БС 98 69,50 денари по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 1,50 денар и новата цена изнесува 42,50 денари за литар. Според одлуката, малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,677 денари и новата цена изнесува 26,248 денари за килограм. Еврозоната нема да пушта пари за Грција пред да започнат ветените реформи. Саркози води на изборите во Франција. Според Русија, Киев не ги почитува договорот од Минск. Вести од светот. Еврозоната нема да деблокира финансиски средства за Грција пред земјата да започне да ги спроведува ветените реформи, изјави шпанскиот министер за економија Луис де Гиндос. Ке се види дали списокот со реформи е целосен. Нема да има никакво плаќање пред да се изврши проверка која ќе покаже дека реформите се одобрени и започнати, истакна Гиндос во интервју за британскиот весник Financial Times. Неговата изјава противречи на тврдењето на грчкиот премиер Алексис Ципрас дека исплаќањето на европската помош ќе започне штом Грција ќе им го поднесе новиот список со реформите на кредиторите. Во Берлин денеска ќе се оствари средба помеѓу германската канцеларка Ангела Меркел и Ципрас посветена на грчкиот долг. Според анализите на европските институции, Грција има само 15 дена да постигне договор со кредиторите, меѓу кои најголем е Германија, за да дојде до свежи пари и да избегне државен банкрот. Водечката конзервативна партија на поранешниот председател Никола Саркози и неговите сојузници водат во резултатот понеделните локални избори, покажуваат прелиминарните податоци. Во првиот круг од гласањето за тоа кој да владее со департаментот, една единица од сложениот систем на локалната самоуправа во Франција собрала 29,2%. Ова значи дека не се остварија предвидувањата дека прва партија по гласањето ќе биде Националниот фронт на Марин Ле Пен. Русија го обвини Киев дека не почитува дел од мировниот договор од Минск за конфликтот во источниот дел на Украина и побара од Германија и Франција, кои посредуваа во неговото постигнување да се ангажираат и да обезбедат Киев да се придржува кон договореното. Земјите кои се гаранти на договорот од Минск, Русија, Германија, Франција, треба да имаат свој дел од одговорноста и да обезбедат одредбите од договорот да се почитуваат, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Тој предупреди дека со игнорирањето на едноставното непочитување на договорот нема да се постигне нормализирање на ситуацијата. На 12 февруари во белорускиот главен град Минск е усвоен новиот договор за примирие во источниот дел на Украина, по повеќе часовни разговори помеѓу лидерите на Русија, Украина, Франција и Германија, како и средби на контакт групата.
Кошаркарите на Куманово утре со почеток во 19 часот ги очекува најважниот меч во сезоната. Избраниците на Тодоровиќ подготвени се да дадат се од себе за да ја остварат големата победа против екипата на Рилски спорт. Здравствениот билтен во екипата е одличен. Тоа значи дека сите кошаркари се здрави и подготвени за утрешната средба пред полни трибини во спортската сала. Во екипата на Куманово владее голем оптимизам и верба во своите можности во пресрет на утрешниот напредок против бугарскиот состав. Избраниците на Тодоровиќ ќе бркаат негатива од 12 кошеви, а дали ќе успеат да го остварат големиот успех, побаравме мислење од плеймейкерот Младеновиќ. Под на вас средба ќе биде тешко и имаме стварно голем минус на кошеви 12 се голема разлика, али со борбена игра ја мислам дека утре и со помош на публика дека можеме да дадеме до тој резултат да одиме понатаму во лигата. Какво е расположението во тимот во пресрет на утрешниот напредок? Па добро расположението, се подготвуваме, тренираме и утре ќе покажеме на терен. Што според вас може да биде клучот за успехот на овој напредок? Па клучниот успех ќе биде одбраната, пред се треба да одбраниме, да дадеме брзи кошеви, контри и со помош на публика, што кажав, мислам дека ќе дадеме тој посакуван резултат. Без разлика на се, утре кошаркарите на Куманово ги очекува тешка задача, но со полни трибини во спортската сала и поддршката од Кумани, патот до победата ќе биде олеснет. Исто така и спортската среќа ќе биде добродојдена во клучните моменти кога победникот ќе се решава. Затоа, да кошаркарите на Куманово утре им посакуваме многу среќа и да се надеваме на пласомо полуфиналето на Бибел лигата. Голманот на Вардар, Арпад Штербик, го предводи идеалниот тим на осмина финалните реванш средби во Лигата на шампионите. Вардар во саботата славеше над Висла со 31-20, а Штербик беше еден од најдобрите во тимот. Штербик блескаше во второто полувреме, кога со серија на одбрани му помогна на тимот да создаде недостижна предност. Тој надпреварот го заврши со 14 успешни одбрани. Покрај голманот на Вардар, во идеалната постава се најдоа Уве Генсхаймер од Рајн-Некар, Момир Илич од Веспрем, Диего Симеон од Монпелје, Жот Балок од Пиксегет, Педро Родригес од Лариоха и Исам Теж од редовите на Монпелје. Македонскиот представник Вардар втора година поред избори пласман меѓу најдобрите 8 екипи во Европа. Ждрепката за четвртфиналето ќе се одржи утре во градот Виена, а покрај Вардар пласман во четвртфиналето изборија Кил, Веспрем, Киелце, Барселона, Пиксегет, Загреб и Пари Сен-Жермен. Со одигрувањето на надпреварите помеѓу Будуќност и Партизан и Шолнок против Цедевита, синоќа заврши регуларниот дел од АБА лигата. По 26 кола првото место го освои Црвена звезда, а синоќешните дуели решаваат директно за пласманот од второто до четвртото место. Будуќност со пресврт го совлада Партизан и го обезбеди второто место, а Цедевита со триумфот над Шолнок е трета. Според пласманот во полуфиналето ќе играат Црвена звезда со Партизан и Будуќност против Цедевита. Македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром со ефект од 7 победи и 19 порази го заслужи предпоследното место. Фудбалерите на Барселона го совладаа Реал Мадрид со 2-1 во 229-тото Ел Класико кое се одигра во рамките на 28-то коло во Примера. Барселона со оваа победа на 10 кола до крајот на првенството стекна 4 бода предност во однос на големиот шпански ривал. Надпреварот на Nou Camp го реши Луис Суарез во 56-та минута. Даниел Веш испрати длабинска топка која патуваше 30 на метри. Суарез ја прими меѓу двајца дефанзивци на Реал Мадрид, Рамос и Пепе, и од прва го погоди спротивниот агол од голот на Касилјас. Предходно Барселона стигна до предност со голот на Матие во 19-та минута. Французинот по корнерот на Ракетич беше највисок во скокот и од 7 метри успеа да реализира. Реал Мадрид израмни со голот на Роналдо 12 минути подоцна. Португалецот лесно во гол ја претвори брилијантната асистенција на Бензема. Лидерот на истокот во НБА лигата екипата на Атланта со 95-114 загуби од актуелниот шампион во првенството Сан Антонио. Македонскиот интернационалец Перо Антич одигра 18 минути и имаше учинок од 11 поени, 3 скока и 2 украдени топки. Најефикасни кај Атланта беа Пол Милсап со 22 и Денис Шредер со постигнати 18 поени.
Сан Антонио го предводеа Тиаго Сплитер со 23 поени, односно Кајвај Ленард со 20 поени, 10 скока и 7 асистенции. Како и да е, клучен играч во победата беше Борис Дијао, кој 15 од своите 17 поени постигна во третиот период. Расел Весбрук и Енес Кантер имаа своје шоу во победата на Оклахома над Мајами со 93-74. Весбрук повторно запиша трипл-дабл од 12 поени, 10 скока, 17 асистенции, а Кантер имаш учинок од 27 поени и 12 скока. Кливленд славеше над Милвоки со 108-90, двоен ефект од 28 поени и 10 скока имаше Леброн Джеймс, а J.R. Смит постигна 23 поени. Светскиот рекет број 1 Новак Џоковиќ во интересен и неизвесен меч славеше над Роџер Федерер со 2-1, посетови 6-3, 6-7 и 6-2 во финалето на Мастерс турнирот во Индијан Велс. Со тоа тој одбрани титулата освоена минатата година, но ова е негов четврти триумф на овој турнир. Дополнително ова јубилејна 50-та титула во неговата кариера за победата која представуваше реванш по загубеното финале во Дубај. На Џоковиќ му треба 2 часа и 17 минути. Од наградниот фонд со висина од 5,4 милиони долари, на победникот од Србија му припаднаа 900.000 долари. Времето денеска стабилно, но локално се уште е можен краткотраен дожд. Од среда па во наредната недела ќе има зголемување на облачноста и повремени врнежи од дожд, кои наместа се очекува да бидат пообилни. Метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.